Општина Зрновци ќе почне постапка за изготвување физибилити студија и проектна документација за изградба на акумулација на реката Зрновка. Активноста е во рамки на изготвување на проектот Урбанистички план за подрачје и градби од државно значење. По донесувањето на потребните подзаконски акти од страна на локалната самоуправа, целокупната потребна документација ќе биде испратена до Министерството за транспорт и врски, кое треба да го одобри донесувањето на урбанистичкиот план. Согласност за реализација на почетните активности даде Советот на општина Зрновци на 24-та седница, откако за ова иницијативата ја поднесе градоначалникот Борчо Коцев. Тука, не се мисли за некоја си мал зафат за мали хидроелектрани, туку се мисли за акумулација, за вештачко езеро, кое што ќе опфаќа 4 сегменти. Вештачко езеро кој што ќе акумулира вода за наводнување на земјоделски површини, изградба на хидроелектрана, вода исто може да се користи за водоснабдување на домаќинствата, туризам и риболов. Повеќе сегменти една таква брана. Може комплетно да се измене сликата за општина Зрновци со изградба на еден таков објект. Јас прашав и у Министерството за транспорт дали можеме паралелно, не да чекаме прво изготвување на урбанистички план, паралелно на изготвување на тај план да се тера и изработка на физибилити студии за акумулација со проектната документација. Да, правилно е тај начин. Реализацијата на капитален објект како што е акумулацијата на браната Зрновка е од витално значење не само за Зрновци, туку и за повеќе локални самоуправи, беше истакнато на 24-та седница. При тоа, со изградбата на акумулацијата ќе се обезбеди континуирано наводнување на земјоделските површини на територија на 5 општини во Источна Македонија. Ќе се обезбеди можност за водоснабдување на домаќинствата, изградба на хидроелектрана, како и создавање услови за развој на туризмот, спортот и риболовот. Со специфични кадровски проблеми се соочуваат основните судови во Кочани и Виница, со оглед што немаат доволно судии, а обемот на работа не им е намален. Иако состојбата е слична на ниво на целата држава, сепак двете судски институции подолг период очекуваат на дополнување на потребниот број судии, за да можат нормално да ги извршуваат задачите. Во Основниот суд Кочани, кој има проширена надлежност и за дел од соседните општини, од предвидените 10, во моментот се вработени 8 судии. Еден од нив истовремено е и председател на судот. Проблемот е многу поизразен, затоа што двајца од судиите се делегирани на работа во основните судови во Виница и Берово. Тоа значи дека и за кривичните и за прекрашочните постапки на територијата што ја покрива институцијата, ангажирани се само 6 судии, односно еден судија работел на околу 5600 жители. Состојбата уште повеќе ќе се усложни кон крајот на оваа година, поради тоа што во септември еден судија ќе замине во пензија. Според најавите од Судскиот совет, се очекува во наредниот период судот да добие еден судија, но постапката за негово активно вклучување веројатно ќе потрае поради процедурите. Минатата година судот во Кочани за решавање имал 14.461 предмет, од кои до крајот на годината незавршени останале 2291. Неговото работење е оценето како неажурно, со оглед што не бил решен новиот прилив од 268 предмети. Слична кадровска состојба има и во Основниот суд во Виница. Таму, наместо потребните тројца, има само еден судија, кој истовремено е и негов председател. Состојбата со решавањето на предметите е отежнувачка, а до некаде се решава со помош на делегираниот судија од судот во Кочани. Минатата година Основниот суд Виница ја почнал со 703 нерешени предмета, а во работа примил уште 4183. Од овој фонд биле решени 4335, а нерешени 551. Според тоа, бил совладан приливот на предмети и го намалил заостатокот за 152 предмета. Поради тоа, минатата година и покрај недостатокот на судии, Основниот суд во Виница бил оценет како ажурен.
Општина Кочани упати апел до собствениците на времено поставени објекти на јавните површини, а што не се користат подолг период, да ги отстранат. Станува збор за трговски киосци, монтажни бараки за занечиски услуги и слични објекти за кои пред неколку децении била издадена дозвола за времено поставување. Сепак, дел од објектите со години не се во функција, се распаѓаат и ја наградуваат околината. Дел од нив се поставени и на тротоари и други јавни површини, со што ја загрозуваат безбедноста и го отежнуваат движењето на пешаците. Во апелот, испратен од општина Кочани, се бара просторот да се ослободи, а објектите да се отстранат во период од 30 дена. Потоа, комуналната инспекција ќе биде принудена да ангажира екипи за рушење или отстранување, а трошоците за тоа ќе бидат на сметка на собствениците. Слична акција за отстранување на времени објекти имаше пред неколку години, при што беа расчистени најголем дел од јавните површини. Тогаш беше опфатен просторот кај болницата, во близина на Панагиорот, во населбата Усова чешма и на други места. Со расчистувањето се овозможи да се прошират постојните тротоарски површини. Од општина Кочани најавуваат дека на просторот каде што сега се лоцирани времени објекти, а кои што не се користат, ќе биде направено хортикултурно редување, а планирано е да се постават и клупи со мали фонтани. Во детската градинка Павлина Вењанова во Кочани се реализираа мониторинг средби на тема градење на капацитетите на негувателите во предучилишните установи. Мониторинг средбите беа од регионален карактер, а со цел да го поттикнат и мотивираат кадарот за спроведување стратегии и знаења за организирање стимулативна средина за учење. При тоа треба да се користат начини што ќе овозможат позитивни социо-емоционални резултати кај децата и кај нивните семејства. На работилниците во градинката во Кочани учествуваат директори, воспитувачи, негуватели и членови на професионалната заедница за учење во детските градинки од општините Чешиново, Облешево, Пехчево, Зрновци, Карбенци и Кочани. Работилниците и дисеминацијата ги водеа мониторинг мастер воспитувач Јованка Ефтимова, Сонја Стоилова, Лиљана Паунова, Даниела Наунова и Снежана Алексова. Младите драмски актери од Кочани во средата вечерта во реновираната сала на Центарот за култура Бели Мугри ја одиграа премиерата на театарската представа Тунел. Пред многобројната публика на сцената настапија Анастасија Михаилова, Љупка Јорданова, Надалина Грозданова, Кристијан Арсов, Бранко Јорданов, Драгана Анастасовска, Иван Арсов, Маја Петрова, Лина Крстова, Матеј Беличев и Благица Иванова, под режисерската палка на Кристина Атанасова Арсова и инспициентката Зорица Митева. Представата Тунел се реализира под покровителство на Ротари клубот Кочани Виница, а во соработка со општина Кочани и Фондацијата за регионален развој Штип и Ротари клубот Штип. Целиот проект е инициран со цел да комплетира со оформување на драмска аматерска академија во Кочани. Темата на представата е многу интересна и на претходната пресконференција рековме дека нема да откриваме темата, меѓутоа еве денес сме овде и можеме да кажеме дека ние секојдневно се среќаваме со овој проблем. Проблемот е на повеќе нивоа, во повеќе форми, а тоа е насилството. Насилството во било која форма е проблематично за секое општество. Ротари глобално се бори против насилството и ова е наш обид да помогнеме да испратиме на порака за да се сопре насилството. Сите средства кои ќе бидат соберени од представата ќе бидат употребени за оформување на Драмска аматерска академија, која би требало да продуцира идни актери од нашиот град, од Кочани, но и од Виница. Идејата е да професионалци работат со младите таленти и успешно изградат своји колеги. Основањето и работата на Драмската академија во Кочани е планирано да се финансира преку проектот Направи разлика, што во наредните 5 години ќе се реализира во соработка со Фондацијата за локален развој и Ротари клубот од Штип. По завршувањето на проектот се планира Драмската академија да има континуитет во обезбедувањето средства за сопствена одржливост во функционирањето.